Почитувани представници на медиумите, почитувани корисници, представници на компаниите, кои што денеска ги добиваат првите договори во мерката ИПАРД 7, почитуван директор на платежната агенција Никица Бачовски, почитувани представници на Министерството, на платежната агенција, останати присутни. За почеток сакам уште еднаш да честитам на сите присутни за склучените договори за мерката 7, диверзификација на фарми и развојни бизниси од ИПАРД 2 програмата, но и на сите апликанти кои што успешно ги исполнија сите услови за добивање на финансиската поддршка на последниот повик кој што се однесува на оваа програма. Конкретно за оваа мерка, особено ме драго што првичната одобрена сума од 9,6 милиони евра европската делегација ја зголеми на 13,5 милиони евра со цел за да се поддржат поголем број на инвестиции и апликанти. И ова е сериозен доказ за целокупната посветеност и за секоја преземена активност во претходниот период за ефикасно искористување на мерките од ИПАРД програмата, без да се враќаат пари назад во буџетот на Европската комисија, како што беше во едно претходен период, без да се плаќаат пенали и така натаму, туку напротив да добиваме повеќе пари преку европските фондови кои земјоделците ќе ги користат и за нови инвестиции и за модернизација на сопственото производство, од што крајниот бенефит е модерно развиено и европско земјоделство и развиен агробизнис сектор. Мерката 7 има широка примена и по принципот на кофинансирање нуди поддршка за најразлични инвестиции во повеќе области и сектори. На последниот јавен повик одобрени се околу 110 апликации, за кои е предвидено вкупна финансиска поддршка од 13,5 милиони евра, а вкупната вредност на сите овие инвестиции е 22 милиони евра. Доставените проекти нудат различни инвестиции кои различно ќе влијаат на развојот на руралните подрачја средини, како и на туризмот. Накратко за типот на инвестиции, значи има, за да на граѓаните им биде појасно, има проекти за инвестиции во прехрамбена индустрија, кои значат зголемено производство на нашите македонски традиционални производи, со инвестиции за изградба на хотели, на кампови, на музеи, со што се развива и преку други објекти руралниот туризам. Дел од проектите се однесуваат на инвестиции за производство на мебел, мини фабрики за производство на облека, соларни системи за производство на топла вода, поставување на фотоволтаици, инвестиции за производство на пекарски производи и друг тип на инвестиции. Широка е примената на оваа мерка и ви радува фактот што и на овој повик имаше голема заинтересираност и ќе имаме комплетна, се надевам, искористеност на средствата и реализација на сите ваши инвестиции. Инвестициите спроведени преку оваа мерка значат исто така и отварање на нови работни места во руралните средини подрачја, подобрување на квалитетот на животот во овие средини и зголемувањето на нивото на економската активност. Со ваквите инвестиции го развиваме најмоćниот дел од економијата, а тоа се малите и средни предпријатија, тие се силата на македонската економија и затоа е битна и преку оваа ИПАРД 7 мерка и оваа програма нивната поддршка. Ги имаме сите предности за конкурентно земјоделско производство кои мора да ги искористиме за развој на вкупната економија во државата и во овој процес од исклучително значење е поддршката која што ја добиваме од Европската унија преку ИПАРД програмите на кои што и Министерството и платежната агенција навистина вложуваат огромни сили и напори и за искористеноста, и за обработка, и за популаризација, и за кратење на административните процедури на кои што работевме во претходниот период. Затоа и секоја наша активност од 2017 година навака беше во насока да ги мотивираме корисниците, апликантите да ги користат мерките од оваа програма и поволностите кои што се нудат. Ги олеснивме административните процедури така што она на што сите се жалеа во претходниот период за времето на одобрување од 18 месеци на чекање и така натаму, многу се работеше во тој поглед да се скратат процедурите, да се забрза обработката на документите и да навистина од повик до склучување на договор со надеж и за брзо реализирање навистина испорачаме и сигурност и предвидливост и навистина да излеземе во пресрет на сите оние кои што сакаат да влезат во инвестициите, при тоа да не чекаат
по години и години да дојде нов повик или да дојде до склучување на договори. Сето оно што се работеше во тој период од 2017 па навака радува фактот што придонесе за зголемување на искористеноста на фондовите и денеска Северна Македонија е лидер како во многу други подсектори во кои што работиме во рамки на земјоделството, на вистина е и лидер и во искористеност, односно во практиките кои што и платежната агенција ги нуди и на околните земји. Тоа е секојаш тема кога се среќаваме и како министри, и како директори со околните земји и тоа знаење дополнително го пренесуваме. Тоа придонесе за зголемување исто така во овој дел и на ИПАР 2 програмата, искористеноста на самите средства. Односно од земја која некогаш враќаше пари назад поради неискористеност на истите, денеска во регионот сме пример токму во овој поглед. Тоа беше препознаено од Европската комисија и затоа оно што може да го кажеме сега за ИПАР 3 програмата, што треба да се усвои овој месец од страна на Европската комисија, очекуваме и лично очекувам Северна Македонија да добие минимум 50% зголемен буџет од ИПАР 2 програмата, а на првиот јавен повик кој што би бил во последниот квартал од оваа година, секако дека минимум 30 милиони евра би биле средствата кои што ќе бидат достапни за земјоделците, за разните сектори, преку разните мерки кои што ги имаме, да бидат ставени на располагање и да бидат дел кој што ќе биде вбризган во македонската економија. Ова се пари за нови инвестиции, за нови проекти кои што ќе влегуваат во земјоделството и кои што ќе значат профитабилност, напредок и заработка и навистина со нетрпение ќе очекуваме оваа година да дојде почетокот на ИПАР 3 програмата, да дојде првиот повик со што ќе се стават на располагање финансиски средства од последните години, односно очекуваме поголем буџет, како што кажав, од минимум 30 милиони евра и секако дека ќе работиме и на публицитет, на информираност на граѓаните, да бидат на време подготвени компаниите, фирмите, да навистина како и во овој случај со оваа мерка, како и со ИПАР 2 програмата, навистина имаме успешно спроведување на ИПАР 3, а очекувањата се, како што кажав, да имаме минимум 50% зголемен буџет, меѓутоа официјалните информации со нетрпение и ние ќе ги очекуваме крајот на месецот од Брисел. Уште еднаш честитки на сите и посакувам успешно реализирање на инвестициите и како држава да продолжиме, да засилиме со нашите напори за комплетна искористеност на сите фондови кои што ни стојат на располагање, а нас и мене и Никица особено ме радува што навистина ИПАР 2 стана успешна приказна. Многу се вложи човечки потенцијал на Министерството, на платежната агенција, честитки на сите кои што учествуваа за да денес ги добиете договорите, за да сето тоа биде одработено, сработено, за да се поминат сите процедури. Ние она што го ветуваме е сите напори да ги вложиме да, како и до сега, да имаме дуплирање на програмата, еве како што збориме ИПАР 3, да имаме зголемен износ на средства, а тоа ќе значи анимирање на што повеќе компании за искористеноста на овие фондови и на овие нови средства кои што ќе ни бидат на располагање. Ова е година во која што нема да имаме повик од ИПАР 2, ќе ги направиме сите пресметки, сите анализи кои што секако се позитивни и не рангираат како лидери во регионот по сите пракси кои што ги направивме во овие години. И ова е година во која што отвараме нова програма ИПАР 3 и нови можности и нови средства кои што како пари на европските даночни обврзници заедно со кофинансирањето на нашата држава верувам дека ќе бидат значени за подобрување на целокупниот сектор. Уште еднаш благодарност до платежната агенција, до сите кои што работеа на обработка на сите апликации и на сите вас како корисници. Посакувам успешна работа и успешно реализирање на сите овие инвестиции. Благодарам. Добар ден на сите, почитуван министер Николовски, почитувани присутни, почитувани медиуми. Чест и задоволство ми е што денеска ги доделуваме првите договори за реализација на инвестиции од мерката 7, диверзификација на фарми и развој на мали бизниси. Радува фактот што со повикот на кој овие лица добија подршка,
има различни побарувања, што пак од друга страна значи и развој на повеќе сегменти на домашната економија. Со помош на средствата од ИПАР 2 програмата ќе се реализираат инвестиции во сместувачки капацитети за развој на руралниот туризам, инвестиции во обезбедување на ветеринарни услуги во рурални средини, инвестиции во производство на ПВЦ столарија, производи од метал, бетон, дрво и текстил, а дел од апликантите ќе набават и опрема за производство на прехранбени производи и јалоци. Соодветните апликанти кои се јавуваат како физички и правни лица доаѓаат од различни делови на државата, што оди во насока на обезбедување на рамномерен регионален развој, пред се од економски аспект. Со искористување на финансиските средства од мерката се развиваат руралните подрачја, а се отвараат и нови работни места, со што се зајакнува економската моќ и на локалното население и на регионот. Преку сите мерки од ИПАР 2 програмата до денеска вкупно одобрени се 2257 проекти со вкупна вредност на инвестициите од над 69 милиони евра. До денеска целосно реализирали се 1948 проекти, а 1781 апликант целосно ги завршиле инвестициите и на нивните сметки вратени се 21,8 милиони евра, средства кои се директно слеани во домашното стопанство и кои директно влијање на отворање на нови работни места, модернизирање и отварање на нови капацитети. Ова се сериозни средства преку кои го модернизираме македонскиот земјоделец и ги развиваме македонските микро и мали предпријатија како главен мотор на домашната економија. Искористувањето на средствата од ИПАР програмата се значени за сите. И за вас како земјоделци и бизнис заедница, но и за нас како надлежна институција која е една од алките за спроведувањето на ИПАР програмата. Само со правилно искористување на средствата кои не се дадени на располагање, може да покажеме дека Северна Македонија е подготвена за пристапување кон европското семејство. Како држава покажавме исклучителна сериозност во управувањето со инструментот за предпристапна помош за рурален развој. Резултатите се препознаени од нашите партнери, но најважно е што бенефитите и придобивките силно се чувствуваат помеѓу нашите граѓани како крајни корисници на европските средства. Модернизацијата на земјоделскиот сектор и зголемувањето на конкурентноста на македонската економија и понатаму ќе останат во фокусот на ИПАР програмата. Цврсто веруваме дека со поддршка на инвестиции во руралните средини ќе добиеме зголемена економска активност, профитабилни бизниси и нови работни места. Ви благодарам.